На 36-тото поред издание на Републичкиот фестивал на пејачи аматери Профест 2014 во оној ревијален дел, додека гласаше публиката во салата и додека жири комисијата ги средуваше оние впечатоци кој да го освои првото, а кој второто и третото место, присутните во салата ги забавуваше прекрасната, би рекол на некој начин домакинка Соња Трчуловска. Добро вечер. Добро вечер. Како помина ова 36-то поред издание на Профест, односно едноставно твоја оценка за самиот фестивал и твојот настап, со што настапи вечер? Така. Као прво ми е многу мило што фестивалот и после толку долги години се уште се негува и треба да остане тоа понатаму, нели со уште поголема поддршка. Затоа што од ваков вид и ваков карактер фестивали мислам дека не останаа други осем овој, нели. Па така да што надвор би ишло од државата нашите пејачи, нели, да се пронаоѓаат како пејачи, би требало тука да бидат и затоа треба малку повеќе да се поддржи. И јас настапив со мои песни кои што едната од нив ова година испеев на Вландово и песна која што длабоко во мене остави голем траг затоа што јас сум најголем самокритичар, али стварно фала им на Борча Нечевски и Дејан Момировски што имам толку добра песна, сама да си ја пофалам. Една од нив другиве беше 2011 година на Прилеп фест го освои ова првото место. Една од песниве имаше Добре дојде, ја испеав која што го пречека Јохан кога се врати од затвор. И на крајот ова ја испеав во бело, песнава која што лично мене ми ја обележи кариерата, песна која што мене ми е моја лична карта и песна која што после нејзиното промовирање испеав многу свадби, многу прослави, многу концерти и за мене тоа е многу голем благослов затоа што многу е битно во целата кариера да се има хитови и да те препознават по своји песни. После неколку години повторно настапи од каде што почна? После 22 години. Да, значи јас овде на ова сцена во Домот на културата прв пат настапив на мои 14 години. Значи 14 години имав тогаш. После тоа активно почнав да се бавам со музика, значи по разни локали, ресторани и кафеани до ден денес. Настапи неодамна на Фолкфест Валандово. Те гледаме почесто во фестивалите? Значи едноставно не мора да значи дека треба да биеш победник за да биеш најдобар. Не мора да значи дека си најдобар, секојаш од добар има, нели секојаш подобар. Но кај нас фестивалите треба значи да ги почитуваме, да настапуваме во нив, но и мислам дека во последно време не остана друго место каде да ги промовираме ние нашите песни затоа што нема доволно музички изданија по телевизиите и сепак фестивалот е најдоброто место каде што може да се изрекламира една песна. Најголемиот хит во бело кој што го презентираш и вечерва на пробиштивската публика, мислам дека те исфрли доста високо во јавност. Па да, значи пред неј за прва ја испеав Ден по ден, исто така и Ден по ден беше многу голем хит, али во бело ден денес од 7 до 77 да речеме еве ова ја пеат. Ја знаат песнава, пак ќе кажам, после таа песна имав безброј настапи и стварно ме направи да се качам таму каде што ми е местото. И после долго време ми е мило што се уште не е заборавена и тоа е хит кога и после еве мене таа песна ми испеа на 2000-та година, значи се уште се знае, се уште се бара и се уште се памети. Еве ги спомнавме настапите на фолк фестивалите во земјава, што се случува со видеозаписите? Дали ова Валандовската своевремено ќе доживее и видеозапис? Ќе доживее, Валандовската ќе доживее затоа што песнава е квалитетна, значи има цврсто тло и таква песна заслужува да има свој видеозапис. Наскоро јас ќе дадам се од себе да ја видиме по телевизиите. Освен овој видеозапис, што е следно? Дали се подготвува некоја нова песна? Да, имам доволно материјал да издадам како прво уште еден проект, имам 12 спремни песни. Би сакала уште една песна да додам. Обично по 10 ставаат, али јас еве овој пат 13 песни ќе имам. Или нова година, или после нова година, значи за стара нова година за Василица ќе има нов проект. Еве да се навратиме повторно на она што вечера си овде, 36-то издание на Републичкиот фестивал на пејачи аматери Профест 2014. Една твоја оценка за 11 надпреварувачи вечера? Значи сите беа добри. Пред се ми е мило што има млади надпреварувачи. Тоа значи многу е битно што за нив доправа, значи следува кариера, имаат време за кариера и
Значи, сценски настап имаа сите добар, вокал имаа сите добар, значи имаа држање за пејачи. Многу е битно само понатаму што почесто значи да настапуваат и да едноставно со самите настапи се повеќе пејачот се надоградува со знаење и со техники во гласот и така натаму. И за крај едно интересно прашање. Деновиве се случи Скопскиот фестивал, разни шпекулации околу местенките. Што мислиш, дали и на Профес има нешто такво? Не, на Профес сигурно нема. Јас сум сведок за тоа, ако не нека ме апсат. За Профес, значи, немаше никакви местенки. Мислам дека сите во салата слушна, сите беа добри, но сепак победникот издвојуваше и со гласот, и со бојата, и со техниката на пеење. Беше посебен, стварно, имаше нешто посебно во својот глас. Yeah.